Добро утро, Сузе, до тебе и до нашите гледачи. Разрешуваме и наредниве минути дилема во Македонија наутро, дали COVID-19, сезонските настинки или пак енормното аерозагадување кое што повторно го стави Скопје на листата на најзагадени градови во светот се причините поради кои што се полни Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле. Како да ги заштитиме децата во периодот кој што следува, имајќи предвид дека и утре веќе започнува зимскиот распуст, утре е последниот училишен ден на децата. Тема на разговор со доктор Ана Тасевска-Рајковиќ. Добро утро, доктор Ана, и благодарам за позитивниот одговор за разговор во утринската програма. На самиот почеток, каква е состојбата со хоспитализација овде во Козле? Во моментот во Институтот за белодробни заболувања Козле речиси комплетно е исполнет болничкиот капацитет. Морам да напоменам дека тоа е тренд кој што се одржува последниве неколку месеци. Практично секое слободено место болничко за рекордно време веднаш се пополнува, а тоа се должи на практично големиот притисок кој што го имаме во амбулантите, кој што перзистира еве веќе некое време. Во институтот се обавуваат над 150 до 200 прегледи за 24 часа, така што продолжува зголемениот прилив на пациенти во болницата. И каква е клиничката слика која што ја затекнувате кај дечињата кои што доаѓаат на преглед? Во главном се тоа респираторни симптоми од страна на горно-респираторниот систем со носна секреција, кашлица, кивање, но и со симптоми од страна на долно-респираторното засегање, односно со појава на кашлици кои што подолго време траат, тешко дишење, свирење во градите, општа состојба која што може да биде засегната, значи потешко болни деца и такви често доаѓаат кај нас. И што е причината за ова? COVID-19 или пак сезонските настинки? Пред малку доктор Петлишковски спомена дека бројот на новозаразени се намалува, што е добра информација. Како е кај децата? И кај децата исто таков печаток имаме. Во моментот немаме ни едно дете хоспитализирано кое што е COVID позитивно, а тоа е индиректен показател и за општо децата кои што се засегнати со COVID-19, а кои што можеби не се тестираат и не знаеме дека се позитивни. Во моментов доминираат респираторни инфекции кои што се предизвикани од други сезонски вируси. Респираторниот синцитијален вирус актуелен беше во изминатиот период и се уште е. Почнува во последниве 10 дена да регистрираме и инфлуенца вируси. Аденовирусите остануваат како причинители на респираторните инфекции кај децата. Риновирусите исто така. Значи, сезонски вируси доминираат кај оваа популација. И години наназад, откако започна пандемијата на COVID-19, вашите колеги препорачува апсолутно да се заштитиме, но да внимаваме на градењето на имунитетот, бидејќи подоцна ќе бидеме многу малку отпорни на вирусите кои доаѓаат, а се сезонски, нормално и треба да ги поминеме. Дали се ова е последица на изгубениот имунитет изминативе 3 години? Може би да. Градинките долго време не работа. Наставата се спроведуваше онлайн. Децата речиси 2 години не живееа нормален живот, не беа во колективите. Значи дека имунолошкиот систем не се стимулирал доволно. За да имунолошкиот систем биде доволно алертен, доволно спремен да одговори на инфективните причинители, треба да биде во постојан контакт со истите. Така што да, точно е тоа дека можеби оваа ситуација се должи на таа продолжена изолација на децата. Скопје изминативе денови повторно на листата на најзагадени градови во светот и тоа се очекуваше делумно и поради енергетската криза и сето она што го предвидува експертите дека ќе се случи со горењето на се и се што практично. Сега колку ова енормно загадување влијае на здравјето на нашите деца, докторка? Многу влијае. Во светот многу големо внимание се посветува на загадувањето и последиците кои што ги има и непосредни, меѓутоа и одложени последици врз здравјето на децата. Голем број на хронични заболувања може да се влошат за сметка на зголеменото загадување во воздухот, но истите и да се предизвикаат. Значи деца кои што живеат во вакви средини, каде што се евидентираат вакви инервно големи загадувања, имаат
зголемен ризик да развијат понатаму хронични заболувања од типот на астма. Но не е само респираторниот систем кој што е засегнат кај овие деца, туку и когнитивниот развој. Хроничните болести од друг тип исто така може да бидат во врска со аерозагадувањето. Утре е последниот училишен ден, завршува првото полугодие, што значи почнува периодот на дружби помеѓу децата. Колку треба да бидеме внимателни, мајки предвид дека голем е бројот и на хоспитализации и на прегледи изминатиот период. Така е. На училишниот распуст, на зимскиот распуст му се радуваат практично сите ученици и малку е неблагодарно да се сугерира да децата бидат дома, нели? Препорачуваме децата да се дружат, но да се води сметка за тоа да бидат нели здрави. Не постојат настинки кои што се предизвикани од ладно време, значи сите настинки се практично предизвикани од вируси, тоа да го имаат во предвид родителите. И секако да обрнуваат внимание на аерозагадувањето, на што претходно го зборувавме, да внимаваат, да следат каква е состојбата и врз основа на тоа да ги планираат дневните активности. Да не го избегнуваат снегот на планините и чистиот воздух, нели? Да. Докторка, ви благодарам многу за разговорот во Македонија наутро. Се надевам за поубави теми ќе се гледаме. Се надевам и јас. Благодарам. Слушнавте и од докторката дека периодот кој што следува е слободен за децата. Треба да внимаваме на дружбите, особено во затворен простор, бидејќи ова е период на вируси кои што пак придонесуваат за зголемен број на хоспитализации овде во Козлен, но секако чистиот воздух и снегот се добре дојдени за време на зимскиот распуст. Студија?